Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по математика ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и ќе се обидеме да одземаме броеви до 20 со броење наназад. Ќе се обидеме да одземаме броеви до 20 со намалување на едната количина и самостојно да избираме стратегија за да пресметаме. Тоа е и цел на нашиот денешен час, ученици. Ова е минуско. Знакот за одземање минус. Слушнете внимателно што одговорија првачињата Мила и Давид на прашањето што прави знакот минус во задачите. Мила рече: прво земи, а потоа од истите врати. Така вели минуско. А пак Давид вели: скокај наназад, а до каде бројот ќе ти каже. Денес ќе одземаме. Тоа значи дека ќе се дружиме со минуско, што го видовме претходно. Ќе се обидеме да одземаме и како што вели Мила и како што предложи Давид, а на крај ќе одлучите сами како ви беше полесно и побрзо, а како потешко и побавно. Почнуваме. Рековме дека минуско стои помеѓу два броја, еве вака. 8 минус 6. Или тоа како математичка задача за пресметување изгледа вака. 8 минус 6 еднакво на колку? Ајде оваа задача 8 минус 6 да ја решиме и како што вели Мила и како што предложува Давид. Најпрво одземаме како што предложи Мила, а секако предлогот беше правилен. Како почнуваме со одземањето? Прв е бројот, така е 8. Бројот 8 кажува дека треба да земам 8 нешта. Еве, јас ке земам 8 коцки, вели Мила. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Земав 8 коцки. Но минуско, еве го подцрвене, ми вели дека треба да вратам, не биле сите мои. А колку да ти вратам минуско? Тоа ќе ми кажал бројот после него. Кој број стои, ученици, после минус? Така е, бројот 6. Значи треба да ти вратам 6. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми остана само 2. Па тоа е и решение на задачата. Еднаквото вели, изброј ги тие што ќе ти останат и запиши ги секако. Ја решивме задачата. 8 минус 6 еднакво на 2. Ајде уште една задача да решиме заедно по примерот на Мила. 9 минус 3 еднакво на колку? Што правевме најпрво? Најпрво го погледнуваме првиот број. Тоа е бројот 9. И земаме толку нешта колку што ни покажува првиот број. Во случајов тоа беа коцки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Земав 9 коцки. Минуско вели враќај назад, но колку? Што мислите, ученици, колку треба да вратиме од овие 9? Така е, 3. Мора да го погледнеме вториот број. Вториот број враќа назад. Еве ќе вратиме. 1, 2, 3. Овој пат ни остана колку? Ги броиме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Па тоа е решение на задачата 9 минус 3. Еднакво на 6. Доколку треба овие две задачи да ги запишеш на таблата или во тетрадка, тоа би изгледало еве вака. 8 минус 6 еднакво на... Значи црташ прво 8 коцки, или кругчиња, или точки, или цртички, и после не можеш да земеш да бришеш со гумичка од тие 8 што си нацртал да бришеш 6, туку ќе прецртаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ова е начин за на табла или во тетрадка, како што пресметува Мила. Ги броиме тие што ни остана и го запишуваме решението. Или втората задача како би изгледала во тетрадка. 9 цртаме под задачата, еве 9, и 3 прецртуваме, бидејќи ни вели 3 да прецртаме, а не да избришеме со гумичка. Ги броиме тие што ни остана, тоа се 6. 9 минус 3. Вака ќе пишувате во вашите тетрадки, но овие задачи. Земи ја твојата тетрадка и молив, па на начин како што пресметуваше Мила, пресметај ги овие 3 задачи што ги гледаш пред тебе.
Значи, молим, тетрадка, па може би и боички ќе ти бидат потребни, еве ги задачите. Овие задачи што се долу трите, 10 минус 5, 11 минус 4 и 15 минус 3. Препиши ги, но решавај со цртање. Можеш да црташ кругчиња, можеш да црташ квадратчиња, триаголничиња, што ти е полесно, а потоа да ги прецртуваш колку што покажува бројот после минус. Еве го и Давид. Тој за минуско кажа: скокај наназад, а до каде бројот ќе ти каже. Тоа значи дека сега ќе ни биде потребна само бројна права. Ниту коцки, ниту копчиња, ниту грабчиња, ниту топчиња, ниту треба да цртаме или да прецртуваме, туку само една бројна права и да пресметуваме задачи со минус. Првата задача што ја реши Мила беше 8 минус 6. Ајде да ја решиме истата задача, но по предлогот на Давид, по начинот на Давид. Го погледнуваме повторно првиот број и застануваме со прстето на првиот број. Минуско вели, сега скокај 6 пати, еве го вториот број е 6, но не нанапред, туку наназад, затоа што минус кога ќе погледнеш во задачата се враќаш назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стигнавме до бројот 2. Бројот до кај што сме стигнале, тоа е нашето решение на задачата. 8 минус 6 еднакво на 2. Ајде и втората задача. На кој број застануваме со прстето? Првиот број го погледнуваме, така е, застануваме на 9. Колку пати скокаме наназад? Така е, 3, затоа што бројот ни кажува колку да се вратиме. 1, 2, 3. Стигнавме до, така е, 6. 9 минус 3 еднакво на 6. Лесно, лесно, интересно. Бидејќи ова беше многу брзо, а се надевам и лесно и разбирливо, да видиме дали ќе имаме проблем доколку одземаме два поголеми броеви. Например, еве оваа задача е голема, нели? Е со големи броеви, 19 минус 8. Но за бројната права тоа не представува проблем. Застануваме на 19, се враќаме колку пати назад? 8, така е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И бидејќи стигнавме до 11, тоа е нашето решение. Браво! Браво! Сега дури и Давид вели лесно, лесно, интересно. А сега да видите што предложува Давид. Вели дека доколку умееш да броиш од 20 до 0, значи треба да знаеш да броиш наназад, и да немаш бројна права пред тебе, задачата успешно ќе можеш да ја пресметаш. Еве го советот на Давид. Вели, пушти толку прстиња на рацете, колку што покажува вториот број во задачата. Ајде да видиме во оваа задача, 10 минус 4, кој е втор број? 4. Значи, пуштаме 4 прстиња. Така е, еве пуштив 4 прстиња. Потоа, кажи си го првиот број, нагласили во памет. И почни од тој број да враќаш назад, да броиш наназад, колку што прстиња си пуштил. Значи си го кажуваме 10, 9, 8, 7, 6. Решението на нашата задача е 6. Хајде да се обидеме уште еднаш со прстињата, а потоа ќе решаваш сам колку прстиња ќе пуштиме од раката. Вториот број, така е 3. Кој број си го кажуваме? Од кој број почнуваме да броиме наназад? Од 7. 7, 6, 5, 4. Значи, 4 е решение на оваа задача. Браво! Сега повторно во твојата тетрадка ќе се обидеш да решиш неколку задачи со минуско, но пресметувањето ќе го правиш како што ни предложи Давид. Или ќе употребиш бројна права, или пак со броење на пуштените прстиња наназад ќе одлучиш сам. Овие 3 задачи ќе ги препишеш и ќе ги решиш. Запри го видеото, реши ги задачите и потоа продолжи. За крај следува подвижната математичка игра скокај назад. Ова е патека со напишани броеви од 1 до 20 на разнобојни правоаголничиња. Оваа патека со броеви била нацртана на подот на училиштата на училницата, каде што учеа Мила и Давид и секако многу други првачиња. Играта се игра во парови. Секој пар извлекува знаменце со задача за одземање. Еве едно од овие.
Например, задачата 10 минус 4. И треба што е можно побрзо со скокови наназад да го открие решението на задачата. Победник е оној пар кој што пресметал најбрзо, а наставничката ќе мери време, но се разбира само доколку има точен резултат. Прв пар кој што решава биле Симона и Горан. Тие го извлекле знаменцето 18 минус 5. Како ли ќе пресметаме? Двајцата застануваат на бројот 18, а потоа едниот скока, но на каде? Наназад. Колку пати? 5 пати. Ајде да броиме. 1, 2, 3, 4, 5. Така е. Решението на ова знаменце е 13. 18 минус 5 еднакво на 13. Браво за овој пар. Втори за пресметување, односно за игра на оваа патека се Никола и Мартина. Го извлекле знаменцето 17 минус 2. Значи двајцата на кој број застануваат? Така е, на 17. Колку пати скока едниот од нив назад? 2 пати, бројот ни покажува. 1, 2, Мартина скокала во овој случај и стигнала до број 15. Па и решението на нивното знаменце е 15. Никола и Мартина брзо ја пресметале задачата, но зошто размислете? Многу брзо. Сега, земи ја твојата тетрадка, молив и број направа. Препиши ги задачите од знаменцата. Не мора да ги црташ знаменцата, туку само препиши ги задачите што остана и пресметај го нивниот резултат. Можеш од земањето да го правиш и на патеката на Мила и Давид, како што е, да го запреш видеото и да започнеш. А кога ќе бидеш готов, провери колку правилно си одземал, значи провери го решението. И доколку и твоите задачи се решени вака, запри и провери, тогаш браво! Браво за тебе! Што мислиш? Која задача е решена најбрзо на патеката од овие останатите? Кој би бил победникот од овие? Од овие што останаа? Задачата во синото знаменце. А зошто? Бидејќи бројот 3 со скокови наназад беше најмал, само 3, а претходно за скокање имаа Мартина и Никола само 2. Значи во цела игра победници се тие двајца. Но во овие останати знаменца победници се оние што го решаваа ова знаменце. А тоа се овие две девојки. 15 минус 3 еднакво на 12. Браво! И за домашна задача, препиши ги во твојата тетрадка овие задачи и реши ги на еден од било кој од трите начини. Ако сакаш како Мила, црташ, значи, толку колку што земаш и враќаш. Ако сакаш со број направа, или може би ти е полесно со прстиња. До видување, до следното видување.